Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва, како и сите овие претходни вечери и наредни вечери, имаме повторно кандидати за градоначалници од цела Македонија. Вечерва кандидат за градоначалник на општина Гази Баба ние господинот Каршимене, кој се вика магистер Бобан Стефковски. Така? Добро. Те запамтив. Добре. Колку луѓе ми поминаа Бобан, искрено да ти кажам, добро сум и ја малце ке трокирам. Не сум толку професионален, сепак е ова Јади Бурек. Добро вечер, добре дојдовте. Па еве, да стартуваме онака стандардно, едно кратко представување за вас. Колку години, вашиот брачен статус, со што се занимавате, каква е вашата наобразба? Добро вечер. Благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на вашата емисија. Јас сум Бобан Стефковски, имам 37 години, сопруг и татко на 2 малолетни деца. Инаку сум магистар по безбедност и науки и моментално вработен во Министерството за труд и социјална политика како државен советник. Министерство за труд и социјална, магистар по безбедност, се кандидира за градоначалник. Арно не си и хирург. А зошто не си во некои овие структури каде што, например, за безбедност? На почетокот бев вработен во Министерството за одбрана, 6 години, потоа премина во Министерството за труд и социјална политика. Така. Каде што учествував во повеќе работни групи и комисии на кои што креиравме низа проекти за подобар животен стандард на повеќе целни групи, пензионери, млади луѓе, социјални категории, така натаму и така натаму. Добро, еве чисто да те прашам. Си завршил факултет кој е една смерница безбедност и така натаму и сега труд и социјала. Како ти се споија тие две работи? Кај се чувствуваш покомотно? Мој предизвик е секогаш да работам во интерес на граѓаните и сметам дека во Министерството за труд и социјална политика го најдов она што навистина ми исполнува, да креирам проекти на кои што можам да помагам на одредени целни групи. Сметам дека тука сум и најдобро се. Сметаш дека тоа ќе ти помогне во оваа кандидатура да се кандидираш и да станеш утре градоначалник на? Менаџментот е исклучиво битен за такви работи. Како учесник, како што спомна, во повеќе целни групи, кај што креираме низа на проекти, услуги за граѓаните, тоа и така ќе ми помогне во функционирањето во локалната самоуправа, бидејќи верувајте локалната самоуправа треба да е вистински сервис на граѓаните и сметам дека заедно со граѓаните ќе креираме низа на проекти, услуги со кои што ќе подобриме животниот стандард на граѓаните и Гази Баба ќе направиме модерна инфраструктурно развиена општина. Општина како што доликува на градот Скопје. Нема да те оставам само на оваа убава фраза, ќе мора да ја образложиш во текот. Сепак во Јади Бурек бара малце тоа лиснатото да го извајаме, да ја најдеме каде е мевцето, каде е мрсното и така натаму. Што те натера да се кандидираш, кажи ми? Доби наредба од партија, имаше свој порив, сакаше, што е твојата мотивација и то токму Гази Баба? Цел мој досегашен живот, сите спомени од детството ме поврзуваат со општина Гази Баба. Тука го завршив основното образование во основното училиште Стип Намо во автокоманда, тука го завршив и средното образование, општа гимназија во Панче Арсовски, исто така во автокоманда. Тука се формирав како личност, тука формирав семејство. Живеев во една населба која е непосредно до централното градско подрачје во Кераминица, која за жал ги немаше основните услови за живот. Тој факт ми даде мотив плюс да учествувам во некакви промени за подобра иднина во општина Гази Баба. Во последните 4 години во кои СДСМ требаше да донесат животот преку нивниот градоначалник, тие го плоса и сето она што беше претходно постигнато. Тоа најмногу ме поттигна да се кандидирам со вербата дека тимски можеме да направиме и побрзо да развиваме општина Гази Баба. Сите генерации кои живеат во општина Гази Баба го заслужуваат тоа. Лично имам план, визија, имам квалификации, искуство, компетенции со кои што можам да се носам со предизвикот да бидам градоначалник на оваа скопска општина. Ја колку паметам, баги добри луѓе од вашата партија ја водеа таа општина, ако не се лажам, и Коце Трајановски, еден од најдобрите, ако не и најдобриот градоначалник во историјата на Скопје, потекна и така и стана, затоа што беше прилично успешен во Гази Баба. Добро, што детектирате, што не чини вака во вашата населба
кои се проблемите и слабостите. Не само како празна фраза, еве, ја спомнуваш керамидница, ама мене керамидница ништо не ми значи. Што е тоа што не чини у керамидница? Или воопшто во општината. Еве вака, претпоставувам дека сте на терен денови, така? Што детектирате? Што не чини? Што е таму проблемот во Газибаба? Во општина Газибаба можам да констатирам дека овие 4 години стагнира на секое поле. Значи, благодарение на градоначалникот Георгиевски владее негативен амбиент во општината и јавноста често пати беше вознемирувана од неговото насилно однесување во Советот, од одредени криминогени одлуки со кои Георгиевски ги носеше своеволно и дрско. Можам да констатирам дека акцентот на неговото управување со општината беше задоволување на одредени партиски потреби и партизација на локалната самоуправа. 2017 во нивната програма за живот ветува еден куп на проекти, би рекол и желби, меѓутоа конкретно после 4 години немаме реализација на програмата, односно неговата програма во 80% не е реализирана, значи ја нема долго ветуваната гасификација, ги нема ветените градинки, ги нема ветените основни училишта во Крстен Сирков и во Керамидница, ја нема ветената градинка во Керамидница, ја нема Сирков е што? Во Ченто основно училиште. Во Ченто? Во Ченто, да. Тоа за жал се уште функционира во едни дотрајни бараки. Јас понатака кога ќе елаборирам за мојата програма, ќе кажам конкретен проект за ово основно училиште. Значи во неговата програма ветува основно училиште во Ченто, основно училиште во Керамидница, изградба на градинки во Керамидница, во Сингелик, во Трубарево, во Инџиково, потоа реконструкција на центри за социјални работи, изградба на поликлиника во Автокоманда, затворен базен во Хиподром, спортско-рекреативни центри, така натаму и така натаму. Програмата. Така да, од овие средби што имавме со граѓаните, детално бев запознаен и со неговите ветувања, меѓутоа и детално анализирана неговата програма, затоа што кога се кандидирав за градоначалник, сакам темелно да се запознавам со сите аспекти на функционирањето на општина Газибаба и сметам дека доволно сум запознаен. Еден мандат бев и советник во Советот на општина Газибаба од 2009 до 2013 година. Се залагав да придонесам за интересите на граѓаните и секогаш бев достапен за нивните сугестии и предлози. Така да, ова што го кажав накратко, може да заклучиме дека во Газибаба има со еден збор стагнација на секое поле. Тоа треба да го промениме. Во моментов Газибаба се соочува со, ја би рекол, 3 најголеми проблеми. Тоа е загрозување на животната средина, сообраќајниот метеж и недостатокот на слободни паркинг места, проблемот со чистата вода за пиење и фекалната канализациона мрежа во повеќето рурални населени места. Ова се 4 многу клучни и ова е драматични, детектиравте драматични работи за една урбана населба. Ова не е приградска населба, ова е урбана населба, ова е во една од клучните населби на Скопје заедно со аеродром центар и Карпош, Газибаба, вакви проблеми да има. Ајде идеме едно по едно. Рековте екологија. Заштита на животна средина. Ќе елаборирам само неколку примери тука. Добро познат на сите наши следачи е депонијата Вардариште, која представува еколошка бомба не само на општина Газибаба, туку и на градот Скопје. СДСМ во нивната програма ветува живот и почист воздух и така натаму, меѓутоа тоа не видовме ништо. Во 2019 мнозинството на Советот во општина Газибаба, предводено од ВМРО ДПМН, донесе детален урбанистички план со кој што на местото на постоечката депонија се планира спортско-рекреативен центар со низа спортски содржини, урбана опрема, паркови и така натаму. Има една нејаснотија. Чекај, ја многу деталите не ги знам, но доволно знам површно дека Вардариште е одамна затворено. Ја за Вардариште знам дека тоа не знам, скоро пред голф игралиште дека требаше да биде. Како тоа е Вардариште? Лицемерието на актуелната власт. Само кажете ми, работи Вардариште? Вардариште, сега да појдеме во Вардариште, претпоставам дека ќе начекаме некој камион кој што диво депонира отпад. За жал, градските власти и локалната власт е полна со фразата дека тоа е само таа некоја препунктна станица, каде што тука е претоварна станица на комунална хигиена, меѓутоа, ако отидеме таму, можеме да видиме дека низ целата депонија на Вардариште се депонира и се одлага отпад кој што е од целото Скопје. Јас постојано сум присутен на теренот, пред неколку дена бев повторно во Вардариште и го констатирав ова. Значи, Вардариште не е затворено и се уште таму се одлага отпад. Затоа споменав дека Вардариште е еколошката бомба за градот Скопје. Чекај, јас знам Вардариште беше ѓубриште.
и е прекриено. Сега преку тоа прекриеното пак почна ѓубре да се одлага. Они викаат дека планина од отпад имаме таму. Планина од отпад. Планина од отпад и за жал мислам дека жителите на Лисиче, Ново Лисиче го чувствуваат. Не само на Газивава, овој проблем се манифестира и во населеното место спроти Вардар, кој што е Лисиче, аеродром и така натаму. Во вечерните часови таму континуирано се запалува отпадот, се гурат одредени материи и така натаму и тоа е извор на загадување во општина Газивава, ми рекол и пошироко и во градот Скопје. Стварно не ми е јасно што е оправдувањето. Зошто не се носи на главната депонија? Одговорот треба да го дадат локалните власти и градот Скопје. Што знаете ние заедно со граѓаните, ако се сеќавате, учествувавме во низа граѓански протести, значи тука сакам да акцентирам дека тоа бе граѓански протести кои што лично јас ги поддржав, затоа што јас живеам на неколку километри од Вардариште, каде што се осеќа истата смрдеа, смети така натаму во која се шири во околината. Жалосно е, до депонијата Вардариште има на 10 метри 15 од неа се индивидуалните куќи и граѓаните гласно апелираат, меѓутоа немаме слух ниту од локалната власт, ниту од градот Скопје, затоа јас во мојата програма имам детален проект како ќе направиме комплетна ревитализација на депонијата Вардариште. Прво тоа треба да се расчисти. Мислам дека Шилегов рече дека 2 милиона евра било потребно тоа да се расчисти, градот ги немал тие пари. Од друга страна, тоа е помогнете ми да го разберам, затоа што ова е и за целиот град. Можеби имате вие побитни проблеми таму за општината, но он вика дека како рековте што е речено, таму е претоварна станица, го истуре ѓубрето, а па после доаѓаат, го товарат, па го носат на главната депонија. Така? Која е логиката? Не можам да разберам зошто еден камион со ѓубре иде и истура, а после друг доаѓа го товара. Не ми е јасно. Еве, бидејќи јас сум Јанко Јади Бурек, народски кажано, некоја шема колку да се рече дека нешто таму се претовара и се носи во друга депонија, најголем дел од отпадот останува во кругот на депонијата Вардариште. Тоа може да се регистрира, документира, се гледа, не е ова. Мислам дека по социјалните медиуми секојдневно има жители кои што објавуваат снимки како се одлага смет и како се пали сметот таму. Значи ова е нешто што не е само празна флоскула, туку се работи кои што се видливи на терен. Како што ви спомнав, вечерва да отидеме на терен, ќе најдеме можеби таму некој камион како одлага смет и како се пали делот сметот. Сакате да ми кажете како ќе го решите проблемот или ќе идеме или ќе детектираме другите проблеми? Може ќе елаборирам за мојата програма, тогаш ќе се навратиме на овие работи. Што второ? Сообраќајниот метеж и недостатокот на слободни паркинг места се клучните проблеми со кои што се соочуваат жителите на урбаните населени места, како што се Автокоманда, Железара, Маџари, Ченто, Хиподром и останатите урбани населени места. Во програмата на градоначалникот тука се ветуваат катни гаражи, монтажни паркинзи и слично. Имаме и документирано видео изјави на кои што тој потенцира дека само што не се отпочнала да се направи катна гаража, само што не се отпочнала да се направи монтажни паркинзи. Меѓутоа не видовме ништо конкретно од тоа. А за возврат имаме комплетна бетонизација на урбаните средини, каде што се предвидува доградба на сите стамбени единици за плюс катови, а не се зема во предвид сообраќајните решенија и решенија со паркирањето, кој што е голем проблем на урбаните средини. Меѓутоа тука сакам да акцентирам и уште нешто друго. Кога се проектира одредена населба, инсталациите за одвод, довод и слично се проектирани за одреден број на жители. Се плашам што ќе се случи во наредниот период доколку продолжиме со ваква бетонизација на урбаните средини, затоа што во даден момент можат тие системи да крахираат и да се доведеме до далекосужни последици. Затоа збор два повеќе што е тоа што ќе крахира и зошто би крахирало? Затоа што одредена, би рекол, фекална канализација и водовод се проектирани дека можат да опслужат одреден број на домаќинства. Така е. Во урбаните населени места, секоја стамбена единица се дозволува да се доградува плюс 2 до 3 ката, кој ќе се зголеми бројот на домаќинства. А примарната мрежа не се реконструира, односно не се зголеми листично, ќе се доведеме во ситуација да се затнат, да се запушат и да имаме далекосежни последици по граѓаните. Затоа апелирам да размислуваме малце на рамномерен просторен развој во општина Газивава. Јас никој пат не сум
против да се гради и да се развива општина Газибала, меѓутоа мора да размислуваме таа рамномерно да се развива. Газибала е голема општина, голема територија и доколку плански се предвиди просторно урбанизирање, имаме простор да направиме развој во општина Газибала, таа е просторно, инфраструктурно, социјално и економски да биде навистина општина како што доликува. Добро. Тоа ќе Третиот сегмент што го фативме беше недостатокот на вода за пиење. За ова све што ми кажувате, ќе ми кажете како ќе решите тие проблеми и што плюс планирате. Добро? Одиме следното, вода за пиење. Вода за пиење, за жал во третата декада од 21 век се уште имаме населени места кои што се во градот Скопје, потенцирам се во градот Скопје, а се уште немаат вода за пиење. Тоа се населеното место Раштак, Брњарци, Страчинци и се уште проблемот не е решен со водата за пиење и со водоснабдувањето и во Булачен. Па што прават тие луѓе таму? Жалосно, Јанко, жалосно. Само ќе кажам жалосно. Јас сум постојано присутен таму и тоа се проблеми кои што се наталожени. На вистина јас во мојата програма и јавно кажам дека акцент ќе ставиме на овие населени места првично да го добијат основното право за живот, односно основните услови за живот да ги имаат. Ама ова е критика не само до СДСМ, до сите претходни, ова да не се реши. Збориме од 2000-та година, ајде. Дека ова се проблеми кои што се наталожени низ годините, меѓутоа конечно треба да се зафатиме, како викаат народски да ги засукаме ракавите и акцент да ставиме во овие населени места, да обезбедиме прво основни услови за живот, да обезбедиме вода за пиење, потоа ќе направиме се што треба за модерна урбана Газибала. Господине Боби, наместо знаеш мене како водител, ја би сакал сега да збориме. Види, имаме 140 електрични полночи за електрични возила, планираме уште да дуплираме бројката, па да поставиме на ова. Ние овде збориме, јас слушам овде за канализација и за водовод. Па греота се луѓево, бе, греота се луѓево. Па ни во селава не е до толку лоша ситуацијата, веќе селата се поурбанизирани. Ја не знам што да кажам. Затоа потенцирам дека се работи за населени места кои што се во градот Скопје. И жалосно ова се случува и мој приоритет ќе биде решавање на водоснабдувањето во овие населени места што ги напоменав. Добро, со години керамидница е некако проблем кој никој не може да го реши. Имаш некоја визија за него? Ако не ти е у програма, чисто онака си правиме муабет, ме интересира. Што би можело овде да се направи? Керамидница... Нити си на небо, нити си под земја. Керамидница во изминатиот период се водеше како индустријска зона и благодарение на ВМРО ДПМН се донесе детален урбанистички план каде што се предвиди индивидуално домување, најголем дел од жителите може да си го решат правото со легализација на своите објекти. Тоа веќе е направено, меѓутоа сега со пробивањето на новиот булевар, кој што стагнира, има рок да го реализира многу побрзо, меѓутоа не знам од кои средства. Одени информации ја што ги имам, дека над 70% од собствениците на куќите кои што се опфатени со трасата не се обештетени. Затоа што го гледаме, мостот е направен, ама не води никаде. Трасата се уште не е пробиена. Збориме за тие куќи што трасата треба да се пробие. Лично јас бев засегнат од тоа, меѓутоа јас да не го кочам тој проект бидејќи ќе кажа дека е политички е инструиран, меѓутоа до оние жители што ми се во моето обкружување имам информација дека реалната цена што им е понудена е далеко од таа што би рекол е реална, да. Значи се нуди на куќи по 400-500 евра од метар квадратен. И не знам со тие средства каде луѓето би оделели, каде луѓето ќе може да го најдат својата иднина. Затоа апелирам да не се брза со овие постапки, него на сите жители да им се направи реална проценка на имотите, реална проценка на земјиштето и реално да се исплата, за да можат луѓето да си го решат својот животен проблем понатака. Да. Еве го мостот овдека скоро е изграден, ова е не е баш најнова сателитска снимка и тој доаѓа до тука, ама овие куќи каде што треба да помине и да се токму до средината на селбата, потоа има еден крак лево кој води позади Скопскиот саем, а другиот продолжува до подвозникот кај
кои ги поврзува автокоманда и Керамидница. Тоа се огромен број на куќи овдека и велите ништо дека име Според моите информации само 30% се обештетени луѓето, другите не се согласуваат затоа што се многу ниски сумите кои што им ги дават по понуда од И како се решава ваква ситуација? Да се направи реална проценка биле колјани имотите, затоа што во една куќа тука имаме и по повеќе фамилии, знаеме во населени места како се функционира. Има ли буџет општината за такво нешто? Тоа треба град. Градот Скопје ја води постапката за обештетување експроприација заедно со управата за имотно-правни работи, меѓутоа нормално кога се започнува јанко еден проект треба да направиш комплетна финансиска конструкција да знаеш дека кога ќе почнеш од почетокот до крајот имаш финансиски средства за реализација. Меѓутоа за жал оваа пракса со овој проект е како и пракса со сите останати проекти кои што ги водат СДСМ не планираат дека треба проектот да се започне, да се заврши односно, битно им е само негде да почнат и потоа да го остават можеби на почетокот. Жално. Друго што ќе детектираме? Тоа се вака клучните три проблеми што се во општина Газибава. Како ќе ги надминете еден по еден? Одиме од Вардариште, како што кажав, заштитата на животната средина е акцент кој што особено е застапен во мојата изборна програма. Комплетна ревитализација на депонијата Вардариште, значи нејзино итно затварање и таа да прерасне во спортско-рекреативен центар, во паркови со поставување на урбана опрема. Каде би имали простор за такво нешто? Има веќе донесено ДУП на почетокот господин Та во мај 2019 имаше донесено детален урбанистички план кај што се предвидува дека на местото на депонијата треба да има спортско-рекреативен центар со пропратни содржини. Колку време може да се оствари тоа? Велите плани не имаат смет таму. Година и пол веќе властите воопшто не постапуваат по тој детален урбанистички план и јас се надевам дека по преземањето на локалната самоуправа и на градот Скопје веднаш ќе започнеме како приоритетно прашање да го решаваме проблемот со депонијата Вардариште. Што ти е вака таймтейбл? Мислам дека за отприлика 2 години можеме комплетно да го решиме. Тоа толку е запустено да 2 години ќе ви треба да го направите тоа? И тоа со интензивна работа. Добро, не ли се нафати актуелниот градоначалник барем сега за додворување да расчисти нешто во на тој дел Вардариште? Не. Добро. Не е само за жал во општина Газибава не е само Вардариште депонија. Во општина Газибава имаме би рекол уште десетици диви депонии на кои што се одлага отпад и кои што се би рекол црни точки во општина Газибава, затоа планираме комплетно опремување на јавното комунално претпријатие кој што ќе биде понатаму надлежно да го реши проблемот со дивите депонии низ целата територија на општина Газибава. Па зашто твојот колега ме кани таму да се пресела? Ова е страшно што звучи, наместо да бидете привлечени на поубава приградска населба, ништо не слушам, ми се превртува желудников што слушам какви проблеми имат граѓаните таму. Тоа е мотивот што ме натера да се кандидирам за кандидат за градоначалник, да направиме промени во општина Газибава, да составиме подобри услови за младите генерации да останат во општина Газибава, а да не се иселуваат во некои други скопски општини. Нема да биде ово само празни ветувања како вашиот претходник? Имаме програма за која гарантираме дека ќе реализираме. Програмата опфаќа 129 суштински проекти. Секој од нив проект опфаќа по 2 до 3 подпроекти за повеќе населени места. Програмата е детектирана како што соопштив по области, значи имаме тука дел клучни проекти кои што ќе ги реализираме, потоа имаме дел проекти кои што значат локален економски развој за економски стабилна општина Газибава, за подобар животен стандард на граѓаните. Имаме проекти за мобилност и инфраструктура, односно подобрување на сообраќајната и патна инфраструктура. Имаме проекти за модерно и современо образование. Имаме проекти за заштита на животната средина, за ова што го говоревме сега. Имаме проект за развој на културата, развој на спортот, туризмот и така натаму и така натаму. Значи, во самата програма која концепиравме, пробавме да ги опфатиме сите области од секојдневното живење и оваа програма е производ на сите оние средби и директни контакти со граѓаните изминатиот период, каде што граѓаните ни дадоа предлози и сугестии, но и конкретни решенија кои што ќе ги решат нивните проблеми кои што се соочуваат. Идеме на следното, освен екологијата, следниот проблем како ќе го решите? Чиста вода за пиење за населените места
Чиста Раштак. вода за пиење. Леле, што За населените места Раштак, Страчинци, Брњарци и подобрување на водоснабдувањето во Булачани. Значи тие се приоритетни работи како што ви споменав дека треба да ги реализираме. За тие населени места веќе постои еден проект, меѓутоа јас би рекол вака, во интерес на граѓаните. Добро. Има неколку можности за решавање на водоснабдувањето во тие населени места. Веќе имаме и план како, меѓутоа јас го кажам дека секој пат кажам дека последниот збор ќе го имаат граѓаните, меѓутоа јас ветам приоритет во мојот мандат и во првата година од мојот мандат е решавање на овие горливи прашања. Давам збор и се обврзувам пред граѓаните дека приоритет ќе ми биде обезбедувањето на чиста вода за пиење, потенцирам за Раштак, Страчинци и Брњарци. Као да збориме за некој предал у Монголија, човече. Се извинувам што вака настапувам, неформално, знам... Сигурно живееш ти во некоја поурбана средина и ваквите работи не се Центар својствени за мене, градот Скопје. ја имам проблем прашина, бучава, соседи кои со години со хилта работат и не престануваат, каде што се гради за време на... Добро, не е битно сега, не би требало јас да долемам бензин на огнот, ама го чувствувам Скопје. Но не можам се да знам, не можам да ги знам горливите точки на една гази баба. А ова што го слушам од вас, па не знам, мислам, човек треба стварно да е малце по-ментално и емотивно јак, за да не се изреагира, да не се вознемири. На крајот на криштата ништо не ми значи мене гази баба, но тоа се мои сограѓани, имам роднини таму кои живеат, што се вика, фала им што не ме гњават и они со тек сега вака ќе дознаеш што маки си имаат они во секојдневицата. Што идеме понатаму со сообраќајот со паркирање? Со сообраќајот со паркирање имаме Како ќе го решите проблемот? решенија за урбаните средини, проширување на паркинг местата, изградба на катни гаражи во Автокоманда и во Ченто. Тоа е особено битно Катни гаражи, кога ќе кажете катни гаражи, ве молам. 2, 5, 15. Една катна гаража во Автокоманда и една катна гаража во Ченто. Автокоманда е во моментов една од населбите кој што е, би рекол, заглавена во сообраќајен метеж. Ова е кај кулите овдека баш таму на главната. Од влезот во Автокоманда кај војната кула, до излезот во Автокоманда на клучката што е кај Сингелич, ако влезете во некој период помеѓу 12 часот до 17 часот, би рекол, може да заглавите на толку мала траса, може да заглавите и по, би рекол, половина час најмалку, може би 40 таму ми е Фригошоп, најдобрата продавница, да, стално. Разбирам, стварно така, не знам како живеат тие луѓе, кај што ние доаѓаме да купуваме и по работа, тука е и општината, тука е и МВР, не знам. Јанко, кога пристапуваме за проектите во програма, идеме навистина со соодветна анализа и таргетираме кои се навистина критични точки. Ако прошириш, тоа значи зеленилото ќе го... Не, имаме локации кај што ќе се прошират паркинзите, меѓутоа имаме локации кај што ќе направиме подземна катна гаража, каде што воопшто нема да направиме некакво нарушување на зеленилото, туку ќе постоечките паркинг места може со подземни нивоа да останат подземни нивоа, а првото ниво, односно површината да направиме со одредени комерцијални комплекси каде што ќе можат да се отворат и низа содржини со цел да дадеме поддршка на стопанствениците и нормално тие катни гаражи да бидат функционални, да можат да бидат нормално економски Имате веќе во планот визуелно каде го планирате, како би изгледало? Имам во планот, накратко ќе изгледат и видеоспотови за сите проекти кои се клучни во мојата програма, ќе имат граѓаните да видат. Едната е во Автокоманда, втората е како што спомена во Ченто. Во Ченто се наоѓа пазар, се наоѓа поликлиника Ченто, се наоѓаат низена продавници, се наоѓа трговски центар, истиот случај како што е во Автокоманда, како што наброите, полициска станица, трговски центар, еден куп на продавници, дуќани и голем број на население. И сообраќаен Калабалак како во центар на Скопје. Исто сообраќаен Калабалак. Од мостот, ако почнеш натаму, тоа е токму така. Истиот проблем со проширување на паркинзи го имат и жителите. И што ќе направите таму? Маџари, значи веќе имаме контакт со би рекол јас малата и зградите во одредени населени места каде што конкретно имат луѓето, имаме конкретно локации каде се детектирани дека треба да се направат паркинг места.
и се надевам дека во урбаните средини во наредните 4 години комплетно ќе го решиме овој сообраќајен хаос, ќе изградиме катни гаражи и ќе ги прошириме паркинг Планирате ли она како во центар Тодоровиќ кога беше ваш кандидат кога беше градоначалник на општина Центар, кога ги изгради оние платформи на второ ниво на монтажни паркинзи. Разговарав со стручни лица во оваа област и дел од решенијата ќе бидат и монтажни паркинзи со цел да не направиме нарушување на она што кажате вие зеленилото. Значи не е целта да направиме ние бетонизација на зелените површини. Јас во самата програма имам предвидено, ќе елаборирам, претпоставам дека за кратко ќе имам можност да елаборирам. Почнете, гледате. Имам планирано проширување на зелените површини за 10% во општина Газивава и заседување на нови 500.000 дрва, така да воопште со овие 500.000 дрва во мандат од 4 години. Тоа е амбициозна бројка. Амбициозна бројка, но верувајте дека е реално остварлива. Вие имате една прекрасна шума Газивава. Скопска Црна Гора, имаме парк шума Газивава, кој што се белите дрвови на градот Скопје и навистина имаме потенцијал каде што можеме да го оствариме овој наш проект и само така можеме да направиме да имаме почиста животна средина, почист воздух и така натаму и така натаму. Во однос на програмата, кој што напоменав, имаме 129 суштински проекти што се. Доколку ми дозволите би набројав само кои области се опфатени. Значи конкретно во нашата програма предвидуваме решавање на проблемот со запишување на деца во детските градинки. Согласно последните информации што ги имам јас на територијата на општина Газивава, имаме над 400 деца што чекаат на листите за упис во детска градинка. Вау. Што е навистина голема бројка, затоа што навистина голема бројка, затоа кажав јас кога ги проектиравме нашите проекти. Две градинки може да го решат проблемов. Кога ги проектиравме нашите проекти, исклучиво имавме комплетна анализа и комплетен план како да го реализираме и да го решиме овој проблем. Затоа во мојата програма предвидувам изградба на 4 нови детски градинки. Потенцирам 4 нови детски градинки кои што се регионално застапени за да бидат опфатени сите делови од општина Газивава, бидејќи општина Газивава е општина која што е голема по територија, имаме поголем дел рурален и затоа мораме и застапеноста на градинки да биде во сите региони со цел да имаме можност да отвориме нови капацитети за отварање за запишување деца, меѓутоа да ги релаксираме останатите детски градинки. Знаете што значи во Македонија се наоѓа во бела смрт. Значи поголем е морталитетот одошто наталитетот. И ретко кој освен ако не збори за проформа, збори за градинки, затоа што училиштата имаат се помалку паралелки, се помалку деца и така натаму. Вие реално имате прираст таму. Да, затоа има потребата од изградба на детски градинки. Ова е реална потреба, значи. Реален проблем. 400 деца не е малце, тоа значи вие таму изгледа добро. Во периодот имавме еден проблем каде што еден од родителите требаше да го напушти своето работно место за да може да го чува своето дете, бидејќи не можеше да го запише во градинка, што е навистина реален проблем за во 21 век. Затоа планирам изградба на 4 нови детски градинки. Едната во Керамидница, едната во Сингелик, едната во Трубарево и едната во Питоголи и Џиково. Рамномерно распределени на целата територија на Газивава за да може да ги задоволиме потребите на граѓаните. Потоа планираме изградба на ново модерно училиште, училишна зграда на основното училиште Крстен Мисирков во Ченто. Конечно оние дотрајани бараки да станат минато и учениците и наставниот кадар да добијат соодветни услови каде што можат да се образуваат и да го нормално остваруваат својот наставно образовен процес. Планираме изградба на 4 училишни спортски сали. Тоа е во основното училиште Григор Прличев во Железара, во основното училиште 25 мај во Сингелик и во основното училиште Наум Охридски во Црешево и во Булачани, значи изградба на 4 училишни спортски сали. Потоа планираме проект, кога сме веќе во делот на современо и модерно образование, планираме бесплатни училишни униформи за сите ученици во основните училишта, нормално да намалиме онаа класна разлика помеѓу децата, да намалиме онаа нееднаквост и нормално да ги намалиме трошоците на родителите на учениците. Исто така предвидуваме. Има ли пари за све ова? Ова се многу амбициозни работи, 80% да реализирате полна капа. Буџетот на општина Газивава. Предпоставувам, знаете колку е буџетот и дали ќе ви биде неопходно, не знам, Данела да биде градоначалник за да имате
логистичката поддршка од градот. Ке можете ли, ако не биде градоначалник кој ќе ви биде наклонет, за жал, таква е политичката милја кај нас, да ги реализирате овие проекти во таква политичка ситуација? Проектите се концепирани да имаме поддршка, да можеме да ги реализираме со основниот буџет на општина Газибава, и тоа е буџет кој ќе се движи помеѓу 18,5 и 20 милиони евра, што се доволно средства доколку се работи брекол домакински, доколку се работи. Сте направиле математика? Да. Можеме да ги реализираме проектите. Кога веќе ја спомнавте Данила како кандидат за град Скопје, во нејзината програма имаме ставено проекти. Во нејзината програма има проекти кои што се однесуваат за општина Газибава и тие проекти ќе се реализираат со поддршка на градот Скопје. Тие се проекти повеќе со кои што ќе се растрети сообраќајниот хаос брекол во градот Скопје, кај што се инфраструктурни поврзувања на општина Газибава и општина аеродром на потегот кај Вардариште, кај населеното место Кирил Петрушевски, проширување со трета лента на влезот во Скопје на булеварот Александар Македонски, затоа што пред некој време видовме само мини реконструкција некоја, таму има комплетно проект изработен кај што ќе треба на влезот во Скопје да има проширување со уште една лента, реализација во прва фаза на булеварот Хрватска. Претпоставам дека изминатиот период бевте сведоци на жителите на Железара кај што протестира за еден немил настан што се случи во Железара на улицата Коце Металец, затоа пробивањето на овој нов булевар Хрватска е особено значаен за комплетно растеретување на жителите од Железара и автокоманда, и се надевам дека се тие проекти кои се реално остварливи, дека градот Скопје заедно со Данила Арсовска ќе ги реализираат во општина Газибава. Исто така имаме проект за проширување на улицата Благоја Стевковски, претпоставам дека знаете каде е улицата Благоја Стевковски, и се надам дека со тој проект ќе се реши сообраќајниот метеж кој што се случува на таа општина. Јас би се вратил на дел од мојата програма. Тука имаме планирано изградба на амбуланти во автокоманда и во Триангла. Имаме проекти кои што проекти кои што се однесуваат на пензионерите, за да можат тие слободното време да го поминуваат поквалитетно, тоа е отварање на пензионерски клубови. За развој на културниот живот имаме посебна визија, имаме планирана реконструкција на културните центри во Ченто, во Маđари 1, во Колонија и во Булачани, и низа проекти кои што се дел од нашата изборна програма, за кој што граѓаните во изминатиот период веќе има добиено и до крајот на изборната кампања ќе добијат и конкретно ќе можат да се запознаат со проектите кои што се реално остварливи, за кои што гарантираме дека ќе ги оствариме. Ќе се видиме, очекувате победа во прв или во втор круг? Согласно сите контакти што имаме со граѓаните, Газибава дефинитивно добива градоначалник во прв круг, градоначалник кој што ќе направи промени во општината, градоначалник кој што ќе направи Газибава модерна, еколошки чиста и зелена општина Газибава. Ќе ви дишеме во врат и брзо ќе дојдете на отчет што сте направиле за кратко време. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас на поканата. Почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, потоа